Со стартот на новата работна недела продолжува и музичко-сценскиот караван Силно светнал ден по повод 35-та годишнина од независноста на Македонија. Вечерва караванот е во Куманово, утре ќе биде во Штип, а в среда во Прилеп. Во овие вести во живо од Куманово ја имаме Елизавета Дамјановска-Спасеновска, па да чуеме Бети дали е се подготвено во Куманово, како течат подготовките и што ќе имаат прилика да видат кумановчани вечерва. Добро вечер, Бурче. Ние се вклучуваме од Куманово и моментално се наоѓаме на големата сцена, каде што во 20 часот ќе настапат околу 100 уметници, музичари, актери, како и целокупниот Митан оркестра под водство на Митан Димовски. Како што најави и ти во најавата, откако неколку градови помина овој музички караван под слоганот Силно светнал ден, денеска на ред е да ужива во перформансот публиката во Куманово. Затоа како течеа настапите изминатите денови, почнувајќи од Охрид, потоа Битола, Велес и Крушево, ќе слушнеме денеска од Драгана Левинска од Македонскиот народен театар, која што е дел од овој музичко-сценски спектакл. Добро вечер, Драгана, и добро дојдовте во вестите. Добре најдов и добро вечер, добар ден за сите гледачи. Може да ни кажете еве за почеток, веќе летот го скршивте, ако може така да се каже? Да, во Охрид ни беше премиерата, ајде можам така да кажам, каде што имавме и телевизиско појавување кое што одеше на македонската телевизија. Така што после Охрид следуваше Битола, после Битола следуваше Велес и вчера бевме во Крушево. Може ли ни кажете каква е реакцијата на публиката, каков е одзивот, дали ја добивате поддршката, меѓутоа и уживањето на присутните? Мене уште на самиот почеток јас во едно интервју споменав дека ми е особено драго што центарот на овој голем настан, голем мюзикл не е во Скопје, туку е и во останатите градови во нашата земја, во Република Македонија. Одзивот е навистина многу голем. Значи луѓето од градовите се желни да видат нешто поинакво, да слушнат убави зборови, поезија, проза, многу музика. Тоа се пејачи од различни генерации. Тука се и младите актери кои што се танчерите, кои што ги гледаме не во позадина, туку они се голем дел на сцената заедно со нас. Така што се надевам дека и вечерва во Куманово ќе имаме публика, ќе се забавуваме како и секоја вечер и потоа утре одиме во Штип. А веќе кога сме кај публиката и уживањето во самиот концерт, еве јас би ве прашала убави коментари. Публиката навистина ужива заедно со нас, пее и мислам дека треба да има повеќе вакви настани во годината. Затоа што навистина публиката го заслужува тоа, посебно што доаѓаат од местата во нашата земја. Може да ни кажете, од друга страна пак слушнавме и неколку негативни коментари, се проширија низ социјалните мрежи, допираат ли до вас, до музичарите, и верувам дека сте ги слушнали, сте ги прочитале? Па знаете како, кога ќе видите дека има публика, нели, кога плоштадите се полни, кога имате голем аплауз, кога сите пулсираме во еден ист ритам, некако се тоа оди настрана. Така што целата целина е многу поголема од се тоа кое што се пишува. 35 години независност на Република Македонија е сепак нешто кое што е многу големо и многу значајно за сите нас. И јас би се задржала токму на тоа. Мислам дека Македонија почна да слави, нели, пред 8 септември, многу порано. Така што не би навлегувала во некакви провокации, ајде да кажам. Нам ни е убаво, на публиката уште повеќе и се надевам дека до крајот на караванот ќе биде уште поубаво. Да очекуваат вечерва, предпоставувам, голем спектакл овде кумановчани? Да, како и во секој град, како и во секој иден кој што следува, голем спектакл, многу музички големи имиња на сцената овде ќе видат, проза, поезија, тука и мојот голем драг колега маестро Игор Џамбазов, каде што ми е огромна чест да стојам на сцената заедно со него.
така што ќе биде убаво секако. Има нешто кое што е многу специфично и многу важно и значајно за целиот овој настан. Ние и покрај тоа што сите доаѓаме од различни области на културата, и покрај тоа што сме собрани од различни генерации, сепак она нешто кое што не спојува е јазикот кој што го говориме. Драгана, пред да ви се заблагодарам, уште да ни кажете каде потоа се сели овој музички караван? Утре одиме за Штип и во среда сме во Прилеп. Потоа имаме малку пауза, па одиме Кичево, Проби Штип и Кавадарци. И нормално на 4 септември доаѓаме во Скопје, на плоштадот во Скопје, каде што исто така ќе има пренос во живо на македонската телевизија. Убаво е навистина и јас ги повикувам сите да дојдат да го проследат целиот овој караван мюзикал кој што го создадовме за нашата земја Македонија. Јас ви посакувам убаво да си поминате вечерва и вие, како што верувам дека ќе си поминате и сите посетители. Се надевам дека ќе останете. Се надевам и јас, доколку дозволат нашите работни можности. Ви благодарам уште еднаш за ова кратко вклучување во вистите, а сега ќе оставам да продолжите со подготовките. Ви благодарам и вам. А почитувани гледачи, како што можевте да слушнете од мојата соговорничка, овој караван денеска е во Куманово, а потоа продолжува во уште неколку македонски градови. Финишот е на 4 септември во Скопје, а секој еден концерт изобилува со многу музика, со многу театар, со многу уметност, низ која што се прикажани 35 години независност на македонската држава, и тоа не е испуштен ниту еден навистина значаен спортски, историски или културен настан. Јас од тука се одјавувам. Студио? Така е, Бети, ти благодарам за информациите.